ова издание, ветинг за вработените во МВР. Проверката почна во управата за безбедност и контраразузнавање. Трамп посредбата со Ким Джонг Ун. Ова беше многу продуктивен состанок и двете држави сакаат решение. Социјалните медиуми ќе бидат клучни за изборите во САД 2020-та. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп рече дека вчерашната средба со лидерот на Северна Кореја Ким Джонг Ун била многу продуктивна и од двете држави сакаат да постигнат решение. Сепак, покрај пофалби, оваа трета историска средба предизвика и многу реакции. Многу луѓе во Јужна Кореја живееле живот на тензии со нивниот северен сосед заради нуклеарните тестирања на Пјонкјанг, раздвојувањето на семејствата и заканите дека доаѓа уште полошо. Секаков развој што упатува на можност за траен мир ги подгрeva надежите дека тоа може да се случи. Иако оваа средба не беше официјална, дојде како изненадување и ја поздравуваме. Се надевам дека денуклеаризацијата на Корејскиот полуостров ќе биде постигната и сме поблиску до обединување на нашата поделена држава. Но некои јужнокореци велат дека инволвирањето на САД само одолговлекува помирување и повторно обединување на соседите. Мислам дека северот и југот треба да престанат да обрнуваат внимание на САД и самите треба да го решиме проблемот. Критичарите средбата ја нарекоа политички гест без суштина. Мислам дека средбата е настан во интерес на реизбор на Трамп и мислам дека председателот му се обидува средбата да искористи. Независниот американски председателски кандидат Берни Сандерс за ABC телевизијата кажа дека на САД им треба вистинска дипломатија. Немам проблем со тоа што седнав да разговара со Ким Јонг Ун во Северна Кореја или било каде, но не сакам тоа да биде само за сликање. Медиумите од цел свет тоа го следеа, но што ќе се случи утре? Демократскиот председателски кандидат Џулијан Кастро кажа дека Ким е тој што најмногу има корист од средбата во неделата. Цената за САД и за нашите сојузници е кривање на профилот на диктатор. Во САД и во други држави има такви кои ја поздравија средбата. Папата Францис е еден од нив. Во последниве неколку часа видовме убав пример во Кореја на култура на среќавање. Им честитам на протагонистите со молитва за овој потек да биде чекор на пат за мир. Не само за полуостровот, туку за светот. Предходно во неделата Трамп стана првиот актуелен председател кој стапнал на територија на Северна Кореја. Тој потоа рече дека замрените нуклеарни разговори меѓу Вашингтон и Пјонкјанг ќе продолжат. А во НАТО не може без луѓе со чисто досие. Изјавија за Гласот на Америка експерти по безбедност по денешната најава за ветинг во Министерството за внатрешни работи. Владимир Мирчевски со деталите. Напредува иницијативата за ветинг на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Во фаза на изготовка е нацрт текст, велат надлежните. Идејата е во скоро време предлог закон за проверка на вработените во разузнавачките и безбедносните служби да влезе во собраниска процедура. За сега се разгледуваат варијанти како би се извел тој ветинг. Во план се комисии како на ниво на сектори за внатрешни работи, така и на централно ниво. Што е тоа што треба да офати ветинг процесот? Треба да ги офати сите вработени во Министерството за внатрешни работи, да разговараме за стручното образование, за нивниот интегритет, за имотната состојба и за евентуални криминални активности на одредени структури во Министерството за внатрешни работи. Ова што го правиме за Министерството за внатрешни работи, ова е иницијатива и према другите институции во државата. Тука се мисли на ветинг на сите институции кои имаат полициски овластувања, како и на јавното обвинителство и судството. Експертите повикуваат на креирање кредибилен процес на проверка и филтрирање на професионалците заради избегнување на ситуациите од минатото и поставување партиски кадри на чувствителни позиции. Припадниците на Министерството за внатрешни работи треба да се одликуваат пред се со професионален пристап кон работата, а тоа подразбира да имаме бескрајно чист процес на селекција на луѓе кои што ќе бидат подготвени да ја прифатат добро осмислената обука по европски стандарди, за да можат после тоа да се градат во Министерството за внатрешни работи. Полицискиот службеник мора да има интегритет. Интегритетот подразбира отпорност на било какви влијанија што не се предвидени во законите. Не создадеме инструменти со кои што правната држава ќе заштитиме од двете други власти
нема да дадеме правна држава. За ветинг на разузнавачкиот сектор се залага и НАТО, чија членка наскоро ќе стане и Македонија. Кога ќе влезете во системот на разузнавање на Алијансата, не може да оставите луѓе кои во професионална смисла немаат чисто досие, велат за Гласот на Америка безбедносни експерти. Од Скопје, Владимир Мирчевски. Твитер имаше доминантна улога во изборите во САД во 2016 година, додека Инстаграм и Фейсбук стануваат попопуларни за изборите следната година. А како нив ги користат демократските кандидати од извештајот на Кетрин Гипсон. Од прикажување на домашното милениче до правење селфи со гласачите или препорачување листа на Бионси. And I highly recommend Lemonade by Beyonce. Три нетрадиционални начини за пристапување до гласачите преку социјалните мрежи. It, I think, helps contribute. А во исто време им создава обврска да бидат активни на повеќе полиња. До израз доаѓаат нивните лидерски вештини, но и нивните лични одлики. Their leadership style and their personality. Умилената платформа на председателот, Твитер, главно е насочена кон политичките инсайдери. Сенаторката Камала Харис води во трката за импресии на Твитер и на Фейсбук. Но градоначалникот Пит Бутиџеќ собра најмногу следбеници на Инстаграм. Инстаграм сториите станаа место каде луѓето можат да поставуваат различна содржина и да се поврзат со корисници што не се инволвирани во дневните Твитер војни. Вал стоеше за некои од најдобрите твитови на Хилари Клинтон против Трамп. Вели, кандидатите треба да изградат стратегија базирана на нивните личности. Инстаграм Лайв, кој не постоеше во 2016, на кандидатите им дава бесплатна платформа за емитување преку мобилните телефони. Исто така кандидатите на социјалните мрежи еднакво на секојдневен митинг. Според Вал, тоа ќе биде круцијално за изборите 2020. Американските граѓани се гладни за диалог на социјалните медиуми. Тоа е начинот на кој тие се користат. Мислам дека со Трамп го загубивме тоа. Демократите веруваат дека ќе го победат председателот преку неговото поле на игра, преку социјалните медиуми. А по одлуката на Кина повеќе да не прифаќа отпад за рециклирање, американските компании почнаа да се вртат кон Индонезија и Виетнам. Моју има повеќе. 40% од хартијата, пластиката и другите материјали во овој објект за отпад и рециклирање во Манасас, Вирџинија, се испраќаше во Кина. Но сега кога Кина престана да прима отпад од други земји, во сервисот за рециклирање размислуваат отпадот да го испраќаат во други земји, како Индонезија и Виетнам, но не е се толку едноставно. Не може секоја земја да прими толку многу отпад како Кина. Со децении САД испраќаа околу 1/3 од своите рециклирани материјали во Кина. Во 2017 година се испратени околу 280 милиони тони. Тоа води до намалување на цената на материјалите кои може да се рециклираат, што им наштетува на американските компании за рециклирање. Со мешаната хартија сум во загуба по $19. Во минатото ова беше профитабилен бизнис, кога брзиот економски раст на Кина ја поттикна побарувачката за отпад. Стабилната трговија меѓу САД и Кина им помогна на компаниите за рециклирање во Америка. Контейнерите кои пристигнуваа од Кина наполнети со стоки за пазарите во САД, се враќаа во Кина наполнети со материјали за рециклирање. Кина се уште прифаќа испораки на одредени видови цврст отпад, како што е картонот. Но прагот на контаминација е поставена 0,5%, за кој индустријата вели дека не може да се исполни. Со години во САД фокусот беше ставен на поттикнување на рециклирањето. Сега тој фокус се менува. Индустријата повеќе се фокусира на производство на почист отпад и промовирање на позелено рециклирање. Ќе биде потребно уште време за таквите инвестиции да се исплатат, но луѓето веруваат дека во оваа индустрија уште повеќе ќе се инвестира во иднина. Благодарам што не гледавте, пријатно до утре.